Да се подсетиме дека нашата цел е да правиме приближни функции со алгоритм за најмали квадрати. Значи, целта ни е да научиме како да го користиме алгоритм за најмали квадрати. И дека првите примери ќе ни бидат линеарни приближувања, а вторите примери ќе бидат нелинеарни приближувања. Како секогаш, клучот во користење на еден алгоритм во било кој програмски јазик е да ги разбираме влезните параметри, а истите правилно да ги припремиме. Обично тој дел е рачно. Типичен алгоритм за најмали квадрати бара податоците да бидат организирани во матрична равенка AX еднакво на B. Но да потенцираме дека алгоритмот не ја решава ова равенка, ова е само разбилив начин на организација и за нас, кога правиме овај рачниот дел, и за програмата за да го применува алгоритмот. Како почеток, да ја разгледаме равенката AX еднакво на B во наједноставниот случај, кога имаме n точки и бараме линеарна функција. Значи, ќе работиме задача како пример 2. Овие беа мерените вредности, се гледаше дека линеарна релација има и бараме константи a и b, така да правата y еднакво на ax плюс b најдобро ги апроксимира овие податоци. Памтиме дека целта е да ги пресметеме константите a и b и сакаме y еднакво на ax плюс b и ax еднакво на b матрична равенка. Како да го правиме тоа? Ќе земеме a во првата колона да бидат x вредностите на точките, во втората колона сите единици да бидат. X ќе биде матрицата која ја бараме со константите a и b, а b ќе биде матрицата со y вредности од дадените точки. Значи, имаме a по x еднакво на b. И гледаме, ако го множиме првиот ред со колоната од x, имаме a по x1 плюс b треба да е еднакво на y1. Значи, одговара на ова равенка. Уште неш гледате спазливо, забележи како одговара матричната равенка ова на равенката y еднакво на ax плюс b. Значи, влезните параметри се матриците a и b и сега и даваме наредба на нашата програма да го користи свој алгоритм за најмали квадрати на матриците a и b за да ја пресмета x, односно константите a и b. Од податоците дадени во описот на примерот, креираме матрици a и b, односно arrays. a и b се влезните параметри на алгоритмот за најмали квадрати. Значи, најпрво ги креираме матриците a и b. Не се внесува матрицата x, таа ќе биде резултатот, односно изразен параметар од алгоритмот. Во Python командата е ова целото, значи треба да импортираме numpy, треба да импортираме linalg и после го користиме алгоритм least squares, најмали квадрати, и гледаме дека параметрите се a и b. Во MATLAB е поедноставно, но не се гледа точно што се работи. Се користи едноставната команда a лево делење b. MATLAB гледа дека матриците не се квадратни, гледате овие матрици не се квадратни, значи не е вистинска матрична равенка и решава со најмали квадрати. Сега да го работиме примерот 2 во Sage, односно во Python, значи сме дадени овие податоци, кои се нашите чекори. Првен креираме матрица со x и со y вредности. Нема да ги викаме x и y, ќе ги викаме x1 и y1. Ги чуваме овие имења за други работи. Значи, најпрво ќе направиме матрица со x вредности, матрица со y вредности. После ќе креираме матрицата A. Таа е посложена бидејќи двете димензии се поголеми од 1. Значи, n по 2 матрица е, првата колона е x1, значи овие вредности, а втората колона се чисти единици. Потоа ќе креираме матрица за b, користејќи y1, овие вредности.
Ќе го повикуваме алгоритмот за најмали квадрати, користејќи како параметри А и Б, и ќе добиеме матрица X, односно константите А и Б. Ќе направиме графикот се и на крај ќе го пресметаме стандардното отстапување. Тука сме во Sage и тоа е беспари програмна мрежа која користува програмскиот јазик Python како основен јазик. И тоа е беспари програмскиот јазик Python. Тука се решава примерот што рековме со овие податоци тука. И треба да се користи метод на најмали квадрати да се најде функција која најдобро ги апроксимира податоците. Треба да се најде и стандардното отстапување на добиената функција и мерените податоци. И се разбира дека алгоритмот треба да дава функција која ја дава минимална вредност на ова отстапување. Решение. Ги цртаме податоците, тоа направивме неколку пати и гледаме дека има линеарна релација, тоест податоците може да се апроксимират со права. Значи имаме функција f од x a1 a2, во овој случај a1x плюс a2, и то директно може да се префрли во ax плюс b. Кога ќе работиме нелинеарни функции, ова нема да има директна кореспонденција, ќе мораме да најдеме a и b како функции од a1 и a2. Исто така, треба да се пази кога се користат формулите тука, бидејќи тука се меша дефиниција од статистика и дефиниција од нумеричка математика. Во статистика, n е големината на примерокот, односно колку што има точки, бројот на точките. Во математика, n е бројот на подинтервалите, односно бројот на точките минус 1. За да биде поедноставно тука, ние ќе ја користиме статистичката дефиниција и со тоа автоматско се ни е n во наредното. Бројот на непознати константи во нашата функција за апроксимирање е 2, тоест a1 и a2, односно a и b, така да m е 2. m е бројот на непознатите константи. Уште нешто повторам дека f од x е a1x плюс a2 е права. Така да имаме директно ax плюс b, каде што a е еднакво на a1 и b е еднакво на a2. Во наредните два примери, кои се нелинеарни, ова нема да биде случајот. И сега треба да ја решиме неквадратната матрична равенка ax еднакво на b, користејќи го алгоритмот за најмали квадрати. Овие се x вредностите, па единиците, ова е тоа што го бараме, x, и овие се y вредностите. Првите наредби во Sage или во Python исто е да импортираме NumPy, нумерички Python. И ова го импортираме NumPy како NP, за да не пишеме NumPy секаде, да пишеме само NP. И плюс ни треба субрутините, значи алгоритмите од линеарна алгебра, бидејќи тамо е алгоритмот за најмали квадрати. Evaluate. Сега, синтаксата за x1 и y1, односно матриците за мерените податоци x и y, се лесни, бидејќи само треба да бидат обични матрици. Ова, значи имаме x1 е NumPy, NP array, само ги копиравме од горе. Значи имаме 6, 67, 62, 63, 65 и вредностите на y. И со тоа ги добиваме овие две матрици. Мора да биде во array формат, а не во матрици, бидејќи наредниот A мора да биде array. Тешкиот дел во било кој јазик е овај матрицата А. Двете димензии се поголеми од 1. Има n редови и 2 колони. И сега ова n е должината на x1, значи да ги брои колку има точки. И сега се состава овај array. Гледате дека има две леви средни загради тука. Едната е за да се направи по должина, по редови тука. А другата е самата команда да се генерира арејот. Значи, тука сме, ова не го правиме, и работата е да се дојди надолу тука, да не биде на должина тука, да биде надолу. Со тоа ќе работи алгоритмот. B треба да биде n по 1,
ама сите јазици некако разбират кога едната димензија е единица и разбират како да ги редат. Проблеми може да се јавуваат кај матриците каде што двете димензии се поголеми од 1. Значи, еве го и B како array. Значи, ги внесавме податоците и направивме матрица А и матрица Б. Тие беа влезните параметри на алгоритмот за најмали квадрати. Сега стигнавме до користење на алгоритмот за најмали квадрати. Тука е командата numpy linalg least square. Значи, без R, без T, тука, с Q. Еве, тука е командата за алгоритмот на најмали квадрати. X е еднакво на numpy linalg командата least square. Еве ги влезните параметри A, B. Сега, ако прашате што е ова нула тука, тоа е бидејќи ова функција вистина и дава повеќе информација, не само А и Б, тука ти кажува какви се А и Б, бла 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 бла. И сега ние сакаме само првиот елемент од одговорот, каде што вистина ги добиаме константите што ни треба. И ќе го принтоваме X да видиме каков е, и А ни е првиот податок, односно нултата адреса на X, Б е вториот податок, односно првата адреса на X. И да видиме како е тоа. Значи, value е X, значи е матрица, и после ги вадиме А и Б како броеви. И му кажеме сега дека сакаме А1 да е А, А2 да е Б, и уште неш ги принтоваме, оти некојаш ќе имаме формули тука кај нелинеарните функции. Сега, значи сме готови со наоѓање на функцијата f од x еднакво на ax плюс b и сакаме да ги цртаме работите. Да провериме дека правилно добивме. Користиме x, бидејќи е во плот, значи треба да го декларираме x, и првото нешто е дека ги цртаме мерените податоци. Тоа е ова команда list долна црта плот, зипувај ги x1 и y1, значи тоа ќе ни дава овие 5 точки тука. И после имаме c е плот a1x плюс a2, значи ова е функцијата, во обсегот на x 55 до 70, и бојата да биде црвена. Ова е колку да биде голема сликата. И да покажи и p и c. И добиваме овај график и гледаме дека добре е израчуната функцијата со точките. Последно е што сакаме да го пресметеме стандардното одстапување. Значи, ова ни е формулата на квадратите и ова е стандардното одстапување. y2 ни е a1 x1 плюс a2, значи овие се вредности на функцијата ax плюс b во дадените x вредности. Еве ги. Ова е сумата, тоа што ја бараме на квадратите. И m е еднакво на 2, тоа беше колку што имавме константи, и сигма е квадратен корен од s делено со n минус m, односно во овој случај ќе биде 5 минус 2. И добиваме дека сигма е 0,1878. Овие резултати сосем се совпаѓаат со резултатите добиено со FitLine преку GeoGebra. Значи, со тоа ја решавме првата задача со Sage и Python.